Добра вечер. Понеделник, 16 февруари 2026 започнува дневникот на КТВ. Во рамки на спортскиот центар Јасмин во Кавадарци ќе се гради современ објект на површина од 1000 метри квадратни со подрум, приземје и кат. Проектот предвидува изградба на куглана, сала за гимнастика и 7 апартмани за сместување на спортисти на горниот кат. Финансиската конструкција на проектот изнесува 118 милиони денари, целосно обезбедени преку владата на Република Македонија втор повик. Од локалната самоуправа велат дека ова представува голем чекор напред за спортот и развојот на градот. Со овој проект се создаваат услови за младите спортисти да тренираат во современи простории, а Кавадарци да стане центар на спортскиот живот во регионот, истакнуваат од општина Кавадарци. По насока на градоначалникот Митко Јанчев, синоќа беа испратени 2 возила со 6 пожарникари и 6 пумпи, како и дополнителна опрема за помош на граѓаните во Кичево по поплавите што зафатија повеќе објекти. Солидарноста е нашата најголема сила, кога е најтешко, заедно сме на терен, порачаа од општината. Во рамки на активностите за подобрување на уличното осветлување, извршено е доосветлување на краци на улицата Домовица во Кавадарци. Поставени се 4 дрвени столбови и 5 нови светилки, со што значително се подобрува безбедноста и видливоста во овој дел. Средствата за реализација на проектот се обезбедени преку тендер на Оделението за одржување на уличното осветлување, информираат од локалната самоуправа. Субвенции ќе добиваат само вистинските земјоделци, најавува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Како една од позначајните новини е зголемувањето на површините кои се услов за добивање субвенции. Имаме одредено мало подкревање на површините кои што се услов за користење на субвенциите со цел да зголемиме домашната продукција на храна. Дополнително, она што исто така ќе се биде сериозен акцент е во делот на контролите на терен кои што ќе треба да ги спроведе надлежните институции со цел парите да завршуваат кај вистинските земјоделци, односно да има помала процент на евентуално некој кој што е апликант, сака да користи субвенција, не го обработува своето земјоделско производство. Мислам дека ова ниту е фер према оние вистинските земјоделци, ниту е исправно од делот на одлевање на вакви буџетски средства. За таа цел минатата година се потпише еден документ, меморандум за соработка, каде што државните земјоделски инспектори од државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Дополнително, дел од производството, сите оние земјоделци ќе треба да го докажат во предаден или откупен или преработувачки центар со цел да го докажат своето производство. Ова се случувало и во минатото, меѓутоа сега го ставаме во една законска рамка се со цел да го следиме нивото на производство. На тој начин ќе може да се докаже дека некој на вистина ја обработува површината или она што го има како сопствен капацитет. Сојузот на синдикати на Македонија не се откажува од барањето за минимална плата од 600 евра, се најавуваат блокади на владата. Сојузот на синдикатите на Македонија, како што најавивме, го започнува третиот дел од втората фаза со блокада на владата. Владата утре во 11 часот ќе биде блокирана од точно 21 човек. Зошто 21 човек? Затоа што согласно закон, тоа е законскиот минимум за да ја блокираме некоја институција или некоја сообраќајница. 21 човек затоа што некој кажа дека ќе ги заокружуваат луѓето кои протестираат, дека ќе ги оцрнуваат луѓето кои што ќе протестираат и дека на таков начин сакаат да упатат порака до секој еден кој смета дека треба да излезе на улица и да даде поддршка на работниците, односно да се поддржи самиот себе во борбата за зголемување на платите. Последната од блокадите пред владата е токму поради тоа што владата, заедно со газдите, не се договорија до 31.12. за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати. Владата ги остави работниците на минимална плата да се договараат со газдите
за зголемување на минималната плата, а кога синдикатите и работодавачите минатата година се договорија за зголемување на сите плати за најмалку 6.000 денари и за таков начин владата да даде собствен придонес преку ослободување од плаќањето на придонесите за задолжително социјално осигурување, денеска, поради самобендисаноста на поединци во владата, го чини државниот буџет или државната каса најмалку 10.000 евра месечно или 10 милиони евра месечно или најмалку 120 милиони евра годишно. Според новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажните цени на моторните бензини се зголемуваат за 1 денар по литар. Цената на Евросупер БС-95 ќе изнесува 73 денари за литар, а Евросупер од БС-98 ќе се продава по 75 денари за литар. Цената на дизел горивото останува непроменета и ќе изнесува 68 денари за литар. Непроменета останува и цената на екстралесното масло за домакинство, која ќе изнесува 67 денари за литар, а цената на килограм мазут е 33,8 денари, се наведува во соопштението од Регулаторната комисија за енергетика. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција побара да се повлече новиот закон за високо образование, бидејќи, како што рече, предложениот закон бил катастрофално лош. Сметаме дека предложените измени на Законот за високо образование се катастрофално лоши. И наместо унапредување на квалитетот, те воведуваат владина контрола врз универзитетите, образовен една форма тоталитаризам, создаваат дискриминација кај младите и ја рушат автономијата на универзитетите и отвораат врата за партизација и креираат системски и социјални неправди. Со една реченица, класична ВМРО-вска работа на партизација и контрола на секој еден од секторите во државата. Прашање е дали ваква форма на закон може да се поправи со амандманска расправа. Затоа, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во мој лично име, во име на огромен број на професори кои што интервенираа, кои што не контактираа во изминатиот период. Верувам во име на буквално сите приватни универзитети, а гледаме дека веќе и поединечно има реакции. Прво апелирам овој закон вака да не се поднесува во собрание. Доколку се поднесе и доколку оваа власт обстои така како што тоа го прави во секој еден сектор и тврдоглаво влезе во брутална партизација, елиминација на автономијата на универзитетите, кратење на можностите на младите, промовирање на некои нивни стари, пензионирани веќе професори за дополнителна партиска контрола, немање ефикасни и ефективни предлог механизми како да се развие системот, да може да се развива научно-истражувачката работа, па тогаш да стигнеме после 5, 10 или 15 години да може да се продуцираат такви трудови, тогаш, ако се поднесе оваа форма во собранието, ќе иницираме јавна расправа, за да може целокупната стручна јавност да земе збор, да се слушне нивниот глас, за да овој закон никако не помине во оваа форма, туку да се модифицира. Се расплеткува наркомрежата блиска до Заев и Филипче. Епилогот води кон нивна инволвираност, порача на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Фирмата ЦБД Медплант, во вистинска собственост на Тони Котев, поранешен функционер на СДС и близок човек на Заев и Филипче, уште од почетокот работела со пропусти. Иако Филипче тврдеше дека во негово време се било во ред, нашите информации велат друго. Имено, за да се складираат 30 тони дрога, треба да помине процес од околу 4 до 5 години, што значи дека фирмата на Котев работела незаконски од времето на Филипче и Заев. Денес, Заев и Филипче бегаат од името Тони Котев како од ѓаволот. Се прават дека не го знаат, а до вчера се сликаа со него.
Фирмата ЦБД Медплант, да подсетиме, доби лиценца во 2020 година токму од Заев и Филипче. Во тоа време и Филипче и Заев сакаа да ја направат Македонија туристичка дестинација за користење на марихуана и ја промовираа продажбата на цвет од канабис. Затоа, по нивна насока во 2023 година е сменет подзаконски акт во правилникот за одгледување на марихуана. Затоа ли е паниката на Заев и Филипче толку голема? Дали се точни нашите информации дека овие двајца имаат удел во бизнисот со канабис и се фатени во тесно? Затоа ли повиците на Заев кон поединци во царина и патувањето на Филипче кон Грција се случуваат во тој период? Дали случајно има и плюс поранешен висок функционер вмешан во наркобизнисот на Заев и Филипче? Клопчето се одмотува, крајот се гледа. Јавното обвинителство да го истражи случајот до крај. Одговорност мора да има. Тоа е само една форма на дефокус, вака лидерот на СДСМ Филипче одговори на новинарско прашање околу обвинувањата од власта за поврзаноста со фабрика за марихуана. Тоа е апсолутно само една форма на дефокус. Јас немам никаква поврзаност со било која фирма за марихуана во држава. Повторно е тоа еден обид за дефокус и да се избегне одговорот на вистинското прашање. Како 5 тони марихуана, 4-5 шлепери поминале преку граница и завршиле во Србија? Тоа е главното прашање. Со кој е таа фирма која што е наведена во документ на српското обвинителство поврзана? Дали е поврзана со некои луѓе од сегашната власт? Тоа е главното прашање. Како поминала на полициска контрола? Како поминала на царинска контрола на граница? Тоа се прашањата. Се друго е еден голем дефокус. Нешто што практично го гледаме изминатиот период цело време. Еве и јас лично, партијата, други поединци изложени на лажна кампања, на притисоци, поврзано со многу работи со кои што јас навистина немам врска. Ова сегашна власт, ВМРО ДПМН, контролира една голема мрежа на медиуми. Тие се во целосна координација, не само сега, изминатите повеќе од 10 години, со медиумската мрежа која што е контролирана од луѓе на унгарскиот премиер Орбан, на 40% од медиумите тука се во таа мрежа, телевизии, портали и така натаму. И тоа се медиуми кои што ствараат антиевропски наратив, кои што подгреваат национализам, кои што не водат никаде. Ево гледате како излезе. Прво Жан Митрев, некој смешно обвинување како јас сум влијал на судски процеси да мажам болницата. Па Дубај, па Хариџджиловиќ, па авиони сум имал. Па ме поистоветија со убиец на деца. Па дека сум се дрогирал. Што уште нема да износлат? Модуларната болница спомнуваат во Тетово. Дали мислат на оние луѓе, семејства кои што ги изгубија таму? Членовите на семејствата. Дали на тие луѓе помислуваат? Но, гледайте, не ме чуди овој систем на медиумска хајка кој што го водат, поради тоа што овој систем на медиумска хајка и лажни вести, лажна кампања е воден од луѓе кои додека седат у собранието им се подсмеваат на родителите на децата што загина укочани. Филипче е символ на корупцијата во здравството и функционер заштитен од правосудните органи, обвинување на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Трагедијата во модуларната болница во Тетово, во која згаснаа 14 животи, можела да биде спречена ако Филипче бил чесен и доколку не го интересирале провизии, анекси и тендери. Трагедијата би била спречена доколку Филипче имал подготвено елаборат за електрична енергија, но и доколку техничката спецификација била како што треба. А истата ја прави одговорно лице назначено токму од Венко Филипче по негова насока, каде што подоцна се констатира дека не е во согласност со ниту еден стандард за изградба на објекти од областа на здравството. Не се почитувале законот за градење и законот за здравствена дејност. Дополнително не се почитувале ниту минималните технички стандарди за заштита од пожари и експлозии. Филипче и Заев си го сменија и законот за градење за модуларните болници да ги стават во категоријата урбана опрема и на овој начин да ги заобиколат контролите.
Згора на се, биле потрошени 300.000 евра од вкупно 30 милиони, или 1% од 100%. Каде отрише останатите 99% од парите, нема одговор. Да подсетиме, за оваа трагедија осудени беа периферни ликови, а Филипче, кој е единствениот потписник за модуларните болници, не е повикан ниту на информативен разговор од надлежните органи. Истовремено, во времето на Филипче сведочевме на обиди за набавка на вакцини од фирма која продава манго и ананас. Сведочевме на давање физиолошки раствори наместо хемотерапија на онкологија. Сведочевме и на милионски тендери во здравството, за кои до ден денес нема јасни одговори кој профитирал и каде завршиле парите на граѓаните. Почитувани граѓани, Филипче е символ на систем во кој политиката е над законот, а партиските интереси пред животите на граѓаните. Оние што треба да го гонат, шуруваат со него. Ова говори за подчинетоста на мала група на судии и обвинители кон Филипче и неговиот ментор Заев. Ние нема да дозволиме вистината да се заташка. Ке бараме целосна истрага и одговорност за секој што придонел за ова трагедија и за сите сомнителни сделки во здравството. Дневникот го продолжуваме со информации од спортот. ГФК Тиквеш со катастрофално второ полувреме загуби од силната Шкендија со 1-4. Кавадарчани го надиграа противникот 45 минути, но во вториот дел му ја послужија победата на Тацна. Поради фактот што првата македонска фудбалска лига од следната сезона ќе се крати, односно ќе брои помалку екипи, се очекува сите средби до крајот на оваа сезона да бидат борба за гол живот, односно за опстанок во елитата. Викендов се одигра 3 средби од редовното 18-то коло. Во Кавадарци Тиквеш го пречека апсолутниот фаворит, силната екипа на Шкендија. Кавадарчани во духот на празникот Свети Трифун заиграа полетно и први го отворија резултатот. Шкендија цели 40 минути беше надиграна во сите сегменти на фудбалската игра, но и во една таква ситуација успеа да израмнат во финишот на првиот дел. На почетокот на второто полувреме, тетовчани заиграа поцрсто и поорганизирано и постигнаа уште 3 гола за конечни 1-4. Во скопското дерби, работнички го пречека Вардар и само ја продолжи сопствената агонија. Вардар пак ја продолжи победничката серија и славеше со 0-3. Во дербито на ова коло, Струга повторно киксираше овој пат на домашен терен, а Силекс ги однесе бодевите во Кратово, откако славеше со 2-3. Денеска Арсимија пречека Струмичка Брера, а Македонија Џочо Петров играше со Шкупи. Колото завршува во вторник, кога ќе се сретнат Башкими и Пелистер. ГРК Тиквеш без проблеми го совлада Куманово со 33-26. Со оваа победа кавадарчани си го заверија местото во ракометниот плейоф. Викендов се одиграа средбите од предпоследното коло од регуларниот дел од сезоната во машката ракометна Суперлига. Во редовното 21 коло во машката ракометна Суперлига во пелагониското дерби Еврофарм Пелистер со половина сили го доби Прилеп со 32-27. Вардар во скопската пресметка немаше никакви проблеми со Пролет и славеше со 38-22. Алкалоид, според очекувањата, забележа лесна и убедлива победа на гостувањето кај Струга со 20-41. Еврофарм Пелистер 2 славеше на гостувањето кај Радовиш со 26-37 и ги задржа математичките шанси за плейофот. Во Кавадарци, ГРК Тиквеш, предведен од Димовски, Коцев и голманот Панов, кој имаше своја вечер, рутински го совлада Куманово со 33-26. Со оваа победа кавадарчани дефинитивно си го заверија местото во плейофот без разлика на епилогот во последното коло. Ова коло ќе заврши во среда, кога Охрид ќе го нагости Бутел.
МЗТ Скопје по 14-ти пат го освои кошаркарскиот куп на Македонија. Пробаскет покажа дека може да се носи со сите екипи и го совлада фаворизираниот Вардар со 83-78. Викендов во Куманово се одигра завршниот турнир од Купот на Македонија во кошарка за мажи Благој Гергиевски Буштур. Во четвртфиналето се постигнаа следневи резултати. ТФТ Феникс 98-71, МЗТ Скопје Работнички 100:69, Маđари Кожув 80-84 и Пелистер Куманово 66-75. Во полуфиналето МЗТ го совлада Кожув со 76-58, а домаќинот на турнирот Куманово го доби ТФТ со 87-79. Во финалето МЗТ ја покажа сета своја доминација и славеше против Куманово со убедливи 96-70. Ова за МЗТ е 14-та титула во купот, а 4-та во серија. За најкорисен MVP играч на финалето беше прогласен Смит Мекјуен. Девојките пак ги одработија средбите од редовното 13-то коло. Во дербито на колото, заселениот Бадел му одржа лекција на фаворизираниот тим на Крива Паланка и го совлада со 66-52. Спорт тим во Неготино немаше сили да му се спротивстави на МЗТ и загуби со 58-75. Актуелниот шампион екипата на Баскет Кам немаше проблеми во пресметката на истокот на гостувањето кај Патриот во Делчево и славеше со 37-57. Според очекувањата најинтересно беше во Кавадарци, каде екипата на Пробаскет го нагости амбициозниот Вардар. Кавадарчанки на крилјата на своите странци го изненадија фаворизираниот противник и славеа со 83-75. Утре не очекува променливо облачно време со врнежи кои наместа ќе бидат пообилни. На планините врнежите ќе бидат од снег, а на повисоките места од дожд и снег. Во источните делови ќе има услови за ретки грмежи. Ќе дува засилен северен ветер, температурата во интервал од 4 до 10 степени. Потоа во следните 2 дена ќе се задржи претежно стабилно време, а од петок повторно ќе има врнежи од дожд и снег. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте пријатна вечер.